мислат дека денот почнува убаво ако ви започне со убава македонска музика. И ние токму затоа утринава решивме да одвоиме минути за музички разговор со две познати музички имиња кои што долги децении се присутни на нашата музичка сцена. Силви и Владко Плевнеш, односно Силви Бенд, утринава го пијат утринското кафе со гледачите на телевизија Алфа. Пред се да ви ја честитам на двајцата новата 2024 година и да ви посакам да ви биде среќна, успешна и исполнета со многу музика, љубов и насмевки. Ви благодариме. Благодариме и на вас да ви биде исто така. На сите гледачи на вашата емисија и на вистина најубави желби за сите вас. Еве, веќе започнавме нова календарска година и тоа значи дека пред нас се отвараат нови можности, нови желби, нови амбиции, нови планови кои што треба да бидат остварени во следните 12 месеци. Па пред да ни раскажете како ја замислувате 2024 година, еве ќе ве замолам пред се Силви секако ќе дадам предност да ни кажеш каква ви беше 2023 година. Што ви донесе таа на музички план, што на приватен план и пошто најмногу ќе ја паметите? Интензивна, преубава, исполнета со прекрасни моменти, со интензивен убав живот, би рекла. Професионално концерти, многу настапи и секако, еве, малку беше во знак на промовирање на новиот албум и на композицијата Ја излезе стара мајко и некои други проекти кои што ги имавме во меѓувреме. Еве, ја промовиравме неодамна и еве денес кај вас на емисијата композицијата Како во сон, насловната композиција од нашиот најнов албум. Така да, испреплетена со убави моменти од приватниот живот и од професионалниот, бидејќи кај нас тоа се преплетува константно. Она што е убаво, имавме убаво плодно лето, имавме прекрасни моменти со нашите фанови, со нашата публика и секако со нашите пријатели и роднини и тоа е она што јас го негувам и сакам да го паметам од воопшто од целиот живот, а и од претходната година. Новата композиција со наслов Како во сон ме асоцира на едно прашање, дали ви помина како во сон таа претходна 2023 година? Токму така. Многу брзо, навистина. Но сон со отворени очи, би рекла. Владко, како ти помина тебе годината? Мене ми помина годината како во сон. Точно символично како ова наша една од најдобрите композиции во целиот наш опус, комотно можам да ви кажам. Исполнета со безброј настапи, точно поради тоа некако пролета како во сон, меѓутоа за мене беше преубава, една од најубавите години во мојот живот. Колку често успевавте во изминатава година да ги наполните батериите, да уживате во Охрид, местото каде што со задоволство одите и каде што секогаш наоѓате една оаза на мир и на убавина? Апсолутно, таа оаза ја практикуваме од како што се вика од како сме родени. Меѓутоа посебно оваа година, како и секоја година, меѓутоа беше посебна година. Јули и август сме ние таму, се представуваме на најубавиот дел од нашата држава и каде и да имавме настапи и надвор од државата и во нашата држава, ние се враќавме таму, во нашето второ дома. Знаете како и да свирите и да пеете до 5 саба или кога ќе стигнете, кога ќе видите таа оаза пред вашите очи и да не спиете, вие сте и наспани и одморени и се.
Го спомнавме албумот како во сон и композициите кои што ги има на него. Спомнавме едно убаво видео издание кое што одбележа 2023 година, а пред самиот крај на годината всушност се случи и промоцијата на Како во сон што ја спомна Силви, па иде малку повеќе околу музиката, околу видеозаписот, околу сите тие музички активности со кои што ја заокруживте годината. Јас би сакала да прозборам за спотот и воопшто за композицијата. Како во сон настана за време на корона. Тоа беше период кога имавме сите навистина многу време за творење, за сите оние нешта и хоби кои што ги запоставивме во меѓувреме од пребрзиот живот. Во тој период многу често знаев со брат ми да комуницирам на една од социјалните мрежи на WhatsApp и знаевме да си посвириме некоја композиција нова, да размениме онака музички искуства. Тогаш и ми настана во некоја моја приватна архива навистина убави композиции кои што сама си ги интерпретирав на клавир и со глас. И во една таква прилика брат ми ја исвири на гитара од своето студио темата на композицијата Како во сон. Многу ми се допадна самиот момент, самата дружба, преголемата љубов која што си ја имаме брат ми и јас. И посекав да го напишам текстот за истата композиција, нормално го прашав. Го направив истото, Владко ја изаранжира и со дозвола на брат ми, Мучич Бобан, ние ставивме ова композиција на нашиот албум. За да остане све во тој некој фамилиарен круг, бидејќи додадов текст на англиски на крајот на композицијата, го поканивме Џон или Апелгрен да ни гостува со својот прекрасен глас и бидејќи автентичен англичанец. Тоа доби една сосема поинаква димензија. Го поканивме и Пејчин да ни Дамјан Пејчиновски да ни отсвири една убава соло делница на истата композиција и верувајте дека тоа беше навистина едно прекрасно искуство, прекрасна дружба и плодот е очигледен. Дали можеме да очекуваме и официјална промоција на која што ќе се соберат повторно вашите колеги, пријатели, соработници, поддржувачи, како што беше тоа случај со претходната номера од истоимениот албум? Добро, тоа беше всушност промоција на целиот албум и ние го искористивме тој момент да ја испромовираме Ја излезе стара мајко. Сега, пошто numera по numera ги промовираме и нема да доживее некоја голема промоција, меѓутоа еве пред неколку дена е поставено, мене веќе ми се јавија безброј, што ми е многу драго. Нормално и поважни ми се нормалниот свет луѓето од што се живеат и што се од други професори, меѓутоа безброј музичари ми се јавија, што за мене беше голем комплимент. Сите беа воодушевени од прекрасната номера, Како во сон, од изведбата, од аранжманот. Значи, немам зборови, навистина ми се наполни срцево и ќе продолжиме со вакви номери понатака, секогаш да ги освежуваме нашите слушатели и гледачи, воопшто сите фанови наши. Нема никој што може да одолее на убава музика и на добар видеозапис. Токму тоа е она што ни го разубавува денот и затоа велам треба што почесто да слушаме македонска музика. Само и на македонска музика, апсолутно, и чест ми беше поготоа што направивме ваква композиција, пошто во македонскиот опус нема баш вакви, од овој стил вакви композиции. Ова е една типична боса нова, која што ја негуваше Антонио Карлос Жобин во 70-тите години, па и нашите големи автори, како што е Драган Джаконовски, Шпато и неговата тајфа, да ја кажам. И еве после повеќе години, благодарение на нејзиниот брат, се створи една таква песма и за мене беше една голема инспирација да ја направам во стилот на боса нова и еве како што гледате вроди со еден огромен успех. Што најмногу ве релаксира, како најмногу сакате да го користите слободното време? Секако во слушање на квалитетна музика, гледање на убав филм, добра серија, едноставно опуштање онака домашна, топла атмосфера. Силви, ние жените имаме пак поинаква перцепција и поинаков начин на користење на слободното време. Секогаш е добра книга,
добра песна, добра музика, добар филм, прошетки во природата. Се надам дека ова добро го кажав, да ga не сгрешив, говорите македонски. Дружба со драги пријатели, драги луѓе, медитација, вежбање и така. Значи има многу активности, понекогаш просто чувствувам дека немам доволно време за сето тоа што сакам да го направам. Така да се радувам на животот и на сето она што во блиска иднина ќе се случи и се радувам однапред и му се радувам на животот. И ги сакам своите минути, своите секунди и сати од животот и навистина сакам да уживам. На се просто во овој период од мојот живот му приступам со уживање. Веројатно тоа се тие години на зрелоста, кога човек е реализиран и кога со една посебна смиреност и трезвеност може да пристапува на нештата кои што ни се случуваат и кои што се дел од нашето секојдневие. Она што исто би сакала да ни откриете во овие минути кои ги делиме заедно со нашите гледачи е какви се вашите планови за 2024 година, што уште да очекуваме, нови песни, продолжува, предпоставам, промоција на албумот како во сон. Има ли нешто што ќе го одбележи овој прв период од годината, првото тромесечие или првите 6 месеци? Па ево токму ова што го издадовме сега непосредно пред самата нова година, ќе се земе замав неколку месеци и мислам дека тоа ќе биде некоја најава за ајде, јас веќе збори, бидејќи многу работев за време на короната и веќе се спремни аранжманите за една мини филхармонија од 20 луѓе. Меѓутоа треба поддршка, малце тоа е голем проект и токму поради тоа не се случи. Искрено се надевам дека ова година ќе се случи таа поддршка и конечно ќе го оствариме тој голем концерт, кој што едва и чекам да се случи навистина, со прекрасни аранжмани, со многу луѓе на сцена, со комплетен оркестар, виолини, виолончела, труби, така да мислам искрено дека ова година ќе биде наша и ќе се случи баш тоа што го зборувам, голем концерт. Се надеваме дека ќе биде така и ние посакуваме да ви се остварат овие убави планови за да може сите да уживаме во таа убавина и во таа музичка магија на сцената. Празниците се период кога сите малку имаме можност да го успориме темпото на секојдневието, кога можеме да уживаме во домот со блиските луѓе, со најдрагите луѓе. Силви, сите што те познаваат знаат колку голем естета си и знаат колку многу внимание и време посветуваш на уредување, украсување на домот и на доловување на таа празнична атмосфера. Дали и годинава ја продолжуваш таа традиција? Да, ова е секогаш. Иако понекогаш ме во некои моменти на малодушност, да знам да се кажам стварно претерав, сега овој празник нема ништо да правам. Меѓутоа, како се доближува времето, знаат и да ми се јават, например, негде крај на ноември, еве внуците, војна, елката ја окити, готово, например. Така да и ова предходната година задоцнив, дури на 3 декември е накитив. А обично е на први, а сега на 3. Се уште се трудам, да, намалувам некако водејќи се дека помалку е повеќе и се обидувам да внесам некој минимализам, иако да речеме новогодишните празници не можат да бидат минималистички, бидејќи се сами по себе кичасти, накинџурени, но тоа е она што ја прави топлината и во домот и во текот на празниците, а јас го практикувам тоа за сите наредни празници во текот на годината. И секогаш домот ни е адекватно декориран во текот на сезоната и тоа се нешта што мене ми навистина причинуваат големо задоволство. Бидејќи го сакам мојот дом,
to vam je mesto svetilište, bukvalno, kada što освен čistотата и хигиената сакам да можам да црпам енергијата која што ми е потребна за секој ден, за животот, за да можам да творам и за да можам да бидам едноставно подобар човек. И често запаѓам и во конфликт со Владко доколку ми се наруши некој мир или хармонија или енергија или мада веќе куќаните се онака го следат темпото, нели? Но понекогаш знае тоа малку да биде и дисфункционално, па настануваат проблеми. Но сметам дека домот е местото каде што навистина треба да владе освен хармонијата и искреноста. И тоа е местото каде што сме ние. И тоа е она што сме ние. Нашиот дом е огледало на нашата душа. Задолжителен дел од празничната атмосфера во секој дом се и празничните трпези, вкусните јадења. Владко, кој е поголем мајстор во кујната? Силвија, значи шефот во кујната. Она е шефот во куќата воопшто. Она си е толку способна и естета, како што рече ти пред малце. Комплетно, значи, естетски наместено, како што треба се на своје место. Меѓутоа и трпезата е толку знае да ја направи, да ја накити, да е со тие детали, со убави сервиси и слично. Навистина човек да се осети како да е во најлуксузниот хотел, а не дека е дома. Тоа е благодарение на незината инвентивност и несрамежливост која свириме, имаме настави во тие луксузни хотели, да влезе дури во кујната и да ги праша големите мајстори како ја направиле шведската маса, како го направиле тоа јадење и таа успешно во нашиот дом го внесува. Сето тоа, целата таа убавина ја внесува. Што ќе им посакате на нашите гледачи, на сите ваши фанови, сите што ова утро не гледаат и не слушаат на фреквенцијата на телевизија Алфа за оваа нова 2024 година? Јас ќе ви посакам, драги мои, да уживате, го сакате животот и да бидете сигурни дека животот ви носи само добро. Во моментот кога не изгледа така, тоа е само проблемот е само прикриен благослов. Бидете среќни, здрави и ве сакам. Јас ќе им посакам на сите наши гледачи и фанови едноставно да го сакаат животот, да уживаат во животот, да ги искористат сите моменти што ќе им ги даде Господ, да не оставаат за утре, него да не мислат на другите, на проблемите и слично. Ќе ги поканам на 6 пред нашиот православен храм Свети Климент, бидејќи ние сме дел од големиот бадникарски одбор, нели? Да си го чуваме нашето православие, да се сакаме сите луѓе, да подат на бадникови гранчиња, едноставно да си сакаме нашата вера. Јас ќе ви посакам остварување на плановите што ги имате за 2024 година, да имате среќни и благословени божикни и бадникови празници и да ве слушаме и да ве гледаме на нашата музичка сцена уште многу долго. Sokaj če to bo